Добро дојавте, почитувани во ова нестандардно издание. Нестандардно бидејќи не се јавуваме од студиото на Телма во Скопски Карпош 4, туку од Липковскиот крај. Ве поздравувам од северот на Македонија, на само неколку километри лево од мене е српската граница, граничниот премин Табановце, зад мене е селото Табановце, позади нас селата Ваксинце и Лојане. Да си кажеме денеска за 16-те жешки еколошки точки, контаминирани подрачја кои со децении ги трујат македонските граѓани, а државата не превзема ништо. Тоа ви е исто како во домот да имате 16 акумулатори радиоактивни или некои 16 жешки еколошки точки кои зрачат со опасни материи по живот и да не преземете ништо. На оваа тема денеска зборуваме со Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници и со Лилјана Поповска од Зелен институт. Добре дојавте во емисијата Да си кажем. Добре најдовме. Како што реков, зборуваме за 16 еколошки точки, а една од нив посочена како 5 приоритетни за решавање, бидејќи е најотровна според количеството на опасност што го зрачи и поради количеството на отпад кој го содржи, е поранешниот остатоците од поранешниот рудник за арсен, антимон и хром, кој се наоѓал до 70-тите години, затворен е во 1979 година меѓу селата Лојане и Ваксинце, а овде позади нас е остаток од она што се извезувало некогаш, тоа се остатоци од арсен, екстремно опасни по живот. Лилјана, вие како технолог и како активист за животната средина, може ли накратко само да ни кажете колку е опасен арсенот? Арсенот е отров по дефиниција. Тој е металоид, кој што делува неговото присуство на мозокот, делува на респираторниот систем, на кожата, рак на кожа предизвикува рак воопшто на разни органи. Значи, сите органи ги оштетува во организмот и кој ќе се каже арсен, самото тоа е синоним за отров. Така што не случајно ова е една од така наречени жешки точки, затоа што тука има истурено и од затворен некогашен рудник што е од 79-та година затворен, има две депонии практично поради лошо управување со отпад, кај нас генерално лошо управуваме и со комунален отпад, а камоли со рударски. Рударскиот отпад во Македонија прави депонии, отровни депонии од кои се умира и се разболува. И тие такви точки 16 се идентификувани како остатоци од поранешни или активни рудници и како остатоци од поранешни хемиски фабрики што произведувале хемиски производи. Го знаеме ова со децении, идентификувани се и стручно во научни студии уште во 2005 година. Професорот Трајче Стафилов го раководеше тимот на стручњаци кои го сторија тоа. Имаше помоши од страна, ни нудеше Европската унија и UNDP и други меѓународни експерти, меѓународни и други странски влади ни нудеа помош за да ги решиме тие жешки еколошки точки, меѓутоа не се случува ништо. Се заплеткавме низ законите и сега еве од Македонското здружение на млади правници Бојан Трпевски алармира дека се подготвува нова законска измена. Што предвидува таа? Дали конечно е на повидок решавање на овие 16 еколошки жешки точки? Во 2022 Министерството воведе, најпрво го измени Законот за животна средина и воведе 3 членови кои се однесуваат токму на овие контаминирани подрачја. И тоа се воспостави, ајде тој да речеме, систем кој точно утврдува која има одговорноста, како тоа треба да се испита, што треба да се прави и на крајот на денот како овие жешки точки да престанат да бидат жешки точки и да се врати животната средина во некоја си нормална, меѓутоа и да се заштити на крајот на денот човекот и здравието и животот на луѓето. Сегашната измена која предложува Министерството за животна и средина и просторно планирање предвидува бришање токму на овие три членови. Што тоа на крајот ќе предизвика? Ќе предизвика ситуација во која имаме правна празнина. Повторно нема да знаеме чива е одговорноста, како ако некое место се даде под концесија, дали тој концесионер ќе има обврската, како што сега пропишува законот, да направи ремедијација на тоа земјиште, кој ќе го следи тоа и на крајот на денот кој е рокот во кој цело оваа постапка и состојба ќе се реши. Утринска на Телма побара одговор од надлежните во Министерството за животна средина и просторно планирање. Вчера се обративме таму со неколку прашања, но за жал не добивме одговор. Ке се обидам да ги најдам барем
прашањата што им ги поставивме до овој момент, како што велам, не добивме одговор на прашањата какви се обврските на Министерството согласно законите во однос на овој проблем, кои активности се преземаат и кога е предвидено конечно затворање на ова прашањето за жешките еколошки точки, колку пари во буџетот за 2025 се наменети за решавање на овој проблем и дали не е приоритет ова прашање во програмата на Министерството за животна средина и на владата, дали се планира измена на Законот за животна средина во делот кој што се однесува на контаминираните подрачја, ова за што зборува Трпевски од Македонското здружение на млади правници, и ако се подготвува измена, како тоа би влијаело на загадувањето и како планира државата да го реши овој децениски проблем. До овој момент, како што реков, одговор нема. Поповска, вие со години сте активни и политички и вака како активист. Зошто не успеваме 3 и кусур децении од самостојноста да ги решиме овие подрачја, иако тоа сериозно влијае врз здравјето на сите нас? Делумно поради незнаење за опасностите реални, затоа што голем дел во политиката не се луѓе од техничката струка и еколошката свест низ годините полека расте и гледано наназад пред 20 години беше извонредно ниска. Сега веќе има организирано движење кое што на активисти кои што ги разбираат работите, па има луѓе кои што се специјализираат за одредени области. Меѓутоа еколошката свест кај граѓаните и во моментов е многу повисока во просек земено отколку во политичките елити. Така што мора со притисок, граѓански притисок, активистички притисок на стручни луѓе од екологистичкото движење да се објаснува и во таа насока има одредено влијание се повеќе и повеќе. Порано беа многу потешки овие еколошки борби, морам да ви кажам, отколку што е последниве години. Сега многу полесно се организираме, се координираме. Не се гледа напредок ниту последниве години. Има напредок, дозволете само да спомнам, да се надоврзам на ова Бојан што го кажа. Многу сме загрижени сите за ова. Ако се отстрани алатката за ремедиација, за правење на ремедиација, самата постапка практично која што е дефинирана сега во тие 3 члена на Законот за животна средина, но да спомнам дека тие членови се вметна откако претходно како активисти се изборивме од Законот за минерални суровини да не се избрише обврската на државата за носење на годишен план за ремедиација на старите руднички места. Ова е многу битно затоа што 2021 се донесоа предлог измени на Законот за минерални суровини кои што беа според нас како екологисти страшни. Се изорганизиравме, се дигна една активност, тогаш беше и во рамките на кампањата Разбистри се на Институтот за комуникацијски студии помогна, но сите ние се исповрзавме тука и работна група се формираше за Законот за минерални суровини со добро лобирање, јаки борби, јаки аргументи. Успеавме Министерството за економија тогашно да го натераме да не земе како група практично активистичка за преработка на целиот Закон за минерални суровини. И тогаш таа одредба што беше спремна за бришење дека државата да нема обврска да прави годишен план за ремедиација, уште 21 година се направи обид за тоа, ние не само што ја остана обврската, туку и вметнавме и ред други подобрувања на законот. Но околу ова сакам да ви кажам, проблемот е што иако таа обврска за годишни програми за ремедиација стои, државата досега нема изготвено таква програма и сега е тоа префрлено во новото Министерство за енергетика, минерални суровини. Значи фактичката состојба е иста без разлика на тоа што вие сте се избориле за во законот да остане таа законска обврска за државата која државата не ја почитува. 61 кои што ќе има, тие тоа се големите партии, тие го даваат мнозинството и тонот на она. Значи пирова победа е вашето изборување за да остане тоа законска обврска која државата ја крши. Бојан споменува Закон за животна средина од 2022. Вие споменувате Закон за минерални суровини. Да. На закон сесија, на хартија сесија како што треба, меѓутоа еве 3 кусур децении не успеваме да ги решиме овие жешки еколошки точки. Жителите на Табановце, овде соседново село, велат дека нема човек кој последниве години, децении не починал од најтешко заболување, од карцином заболуваат и млади луѓе. И нема куќа во која нема поеден болен. Што сме направиле ние како општество е прашање? Ќе ви кажам оно што јас го знам, други ќе ви кажат друго. Значи, од тие 16 точки, прво по опасност беше Линданот, второ беше Велес и топилницата Згурата, така што во тие први две борби, Лојане спомнавте на 5-то место, што не значи дека многу малку опасно, тоа е многу опасни се сите тие. Затоа, значи,
Почнато е со линданот, со тешки борби е издействувано да се обезбедат средства од УНИДО и кофинансирање од државата за да почне чистењето на малата депонија, која што е речиси исчистена. Последната информација кога го спомнувате Охрид веќе е дека само 5% од депонијата од линданот е изнесено таму. Значи 95% од целото количество на опасен Зборувате за големиот, за вкупното. Зборувам вкупно, Јас зборувам за Чернобил во Скопје. Овој Чернобил во Лојане е вториот Чернобил македонски, така го нарекува уште пред една деценија. Ќе си ги прашате луѓето од кои што се надлежни министри и така натаму, јас како активист ви кажувам, значи ме прашувате што е направено. Не, ве прашувам, добро, ве прашувам и како поранешен пратеник од ДОМ. И како поранешен пратеник, како точно, човек кој бил вклучен во политиката, добар дел како коалицијски партнер во власта сте бил. Еден пратеник не е 61 пратеник, 61 пратеници одлучуваат, така што како еден пратеник, значи сме издействувале да може да почне и да се завршува скоро чистењето на првата жешка еколошка точка со линданот, понатаму топилницата во Велес да не се рестартира, бидејќи и бевме дел од зелената коалиција, која што се формираше заедно со граѓански активисти и на крај 20.000 народ на улица ја направија првата зелена револуција, значи и се спречи рестартот на топилницата, која што тоа прашање пак лично сум го обработувала уште преку женското движење поради малформациите кај новородените деца во Велес, кој што беше масовно. Така што со самото спречување на рестартот на топилницата е драматично сменета состојбата со влијанието од неа, но остана депонијата на згура која што не е чепната. Најголемата промена што се случи во меѓувреме е измените на законот што ги издействувавме за минерални суровини во делот на забрана на цијаниди и сулфурна киселина, со што се спречува формирањето на нови вакви жешки точки низ цела Македонија, кога во 2016 година, само да подсетам, беше разбравме дека има 80 концесии завршени за геолошко истражување и од кои 20 и кусур беа рудници на металични суровини спремни. Добро, дозволете ми да ве прекинам. Дозволете ми да ви прекинам, морам имам прашање за Трпевски. Јас не викам дека не е направено ништо, но мислам дека просто за задоволство нема. Кој зборува за задоволство, ние овде сме дојдени за борба. Извинете, значи јас ве прашувам да ве прашам и како поранешен пратеник, долгогодишен коалицијски партнер во повеќе влади. Ве прашувам дали тука има простор за задоволство. Нема простор. Извинете, јас сум сега, значи, ги пишувам веќе 2 години заедно со 40 и кусур организации еколошки, се бориме за екологизирање на стратегијата за рударство, затоа што во таа стратегија за рударство денеска забелешките трет пат веќе ги носиме во Министерството за енергетика сегашно, значи и минерални суровини, каде што бараме да се направи меѓу останатото да се спречат вакви нови еколошки точки, а старите јаловишта и други депонирани отпади задолжително да се исчистат. Така што тоа е барање, целото тоа движење, значи дојдовме до таму да сме здружени, да сме јаки и Министерството ќе мора сериозно да размисли каква стратегија носи и велиме, рудници не смеат да се отвораат било каде, не во дворовите, не во близината на населени места, не во близина на води. Честа сам и до рудниците, дали воопшто на Македонија се води дебата и требаат рудници или не требаат? Сметаме како екологисти дека не и требаат рудници, а ако сакаат рударите, рударските работници да работат на руднички ископување, има начин да прават концесии на местото, практично чистење на старите руднички места преку елиминација на отпадот. Позицијата на зелените, на активистите за животна средина се секогаш дека рудниците се штетни и не треба да постојат, меѓутоа има теза и дека тие даваат живот, не само дека одземаат живот. Не, металични производи па апсолутно не, а и другите сите тие го нарушуваат биodiверзитетот и природата. Ако сите знаеме дека, еве, ќе ви прочитам за арсенот како е дефиниран, елементарните соединенија на арсен и арсен се класифицирани како токсични и опасни за животната средина во Европската унија според директива 67/548. Меѓународната агенција за истражување на ракот ги препознава арсенските и неорганските соединенија на арсен како канцерогени од групата 1. И во Европската унија се секаде забранети и ова да сме нормална држава не би постоело веројатно вака зад нас отворен куп рит на арсен кој ветерот го дува и на тој начин се загадува и почвата, и воздухот, и пасиштата, и шумите, и подземните, и површинските води, и околните реки. Трпевски, од она што го знаете како законска регулатива, од ова што го слушате од Поповска, има ли надеж дека
не само што нема да се отварат нови жешки еколошки точки, туку дека ќе ги решиме овие 16 кои веќе ги знаеме и веќе имаат сериозно негативно влијание врз здравјето на луѓето? Би рекол дека мора да има надеж. Јас навистина чувствувам дека има надеж, затоа што се согласувам дека еколошкиот активизам е потребен, меѓутоа е потребен и правниот активизам, она што ние го правиме. Започнаме со тужбите за загадувањето на воздухот, продолживме со тужба за управувањето со отпадот. Сите еколошки проблеми се трудиме да ги пренесеме на полето на правото, за да има правна обврска, покрај тоа што е законска нешто обврска, меѓутоа кога гледаме дека не се спроведува, да наметнеме обврска од страна на судот кон сите тие надлежни државни органи за сите овие работи да не останат само на хартија. Сето тоа што вие го споменавте навистина влијае сериозно на здравјето и животот на луѓето. Тоа е навистина повреда на едно фундаментално човеково право што е заштитено и со меѓународните акти. И токму и покрај тоа што навлегуваме во дебата кое министерство, како, што спроведува на крајот на денот, низ правниот активизам, одговорноста е на државата. Независно тоа дали е тоа Министерство за животна средина, Министерство за енергетика, Министерство за економија. Државата ја има таа обврска сите овие жешки точки да ги реши, да ја отстрани опасноста која ние имаме како граѓани, моментално веројатно и ние сега што сме тука, ја имаме по нашиот живот и здравје. Европскиот суд за човековите права во многу пресуди утврдил дека самото тоа што државата знаела, државата моментално знае за ризиците од овие состојби поради тоа што самата уште во 2007 година изготвила низа на физибилити студии кај што многу точно се идентификуваат сите ризици не само по животната средина, меѓутоа и по здравјето на луѓето. И токму да речеме тука е идентификуван ризик по здравјето и на децата заради кои има непосредно во близина и основно училиште каде тие секој ден одат и престојуваат. Овде зад нас се гледа остатоци, овде било некогаш стоел возот и се истоварале делумно количините кои биле подготвувани за извоз и се извезувале во поранешната заедничка држава. Како што споменав, таму зад нас во позадина е и селото Лојане, а малку подолу на југ е Ваксинце, меѓу нив се наоѓа таа клучна голема депонија на поранешниот рудник на арсен и антимон. И хром се произведува во тој рудник. Да, и сега таму тоа е неколкукратно поголемо и има вкупно 15.000 тони ваква згура или јаловиште или како се вика. Не е згура. Не е згура од метали, ова е 15.000 тони јаловина, како можам да го наречам? Арсен. Тоа е руда. А има депонијата на остатокот. И тоа е непосредно на 100 метри од основно училиште каде што учат деца. Поповска, како активист за животна средина, сега ве прашувам, препознавате ли волја политичка во кај актуелната влада, која веќе е на прагот на првата година од 4-годишниот мандат, дека има капацитет и можност да се затвори, да почне решавањето на овие 16 еколошки точки, бидејќи за затворање на сите потребни се многу пари, неколку стотици милиони евра, кои за жал не се предвидени во буџетот за оваа година. Не сум сигурен дека ќе се предвидат и в година. Каква е вашата позиција? Носите забелешки во Министерството за енергетика. Има ли слух? Мојата позиција е активистичка, нешто што сум го работела цел живот и пред да бидам во политика и сега како пензионер е активистички што го работам, значи јас сум посветена на животната средина, тоа ми е и секогаш и со голи раце ако треба се борам за тоа. Така што затоа и денеска дојдовме овдека за да го свртиме вниманието на јавноста за овие проблеми, за да видат на живо зошто не сме во Македонија да се носи стратегија според која што има заложба дека треба рударството да биде главна стопанска гранка, за да се свати зошто не смеат вакви нови депонии отровни да се прават каква што е во Лојане. Добро, прашањето беше креаторите на политика дали имаат слух? Каква е кооперацијата? Препознавате ли волја? Мешани се сигналите. Од една страна беше загрижувачко тоа што рударството беше ставено уште во програмата на владата како еден приоритет. Не се кажа чистењето на старите рудници, туку отворање на нови, кое што е за нас како екологисти крајно проблематично, затоа што Македонија треба да живее според нас од зелена економија, од туризам, од земјоделие, од смарт технологија, од незагадувачки, а не од тешките најзагадувачки. Премала е Македонија, нема место за тампон зони, нема место
место каде од една депонија, од еден рудник, каде да сместиш и жители, каде да сместиш природа, нема место. Тоа е. И затоа најголемите производители на метали или на неметали се наоѓаат во огромните земји, каде што има огромни пространства и каде што не си пречат на нормалниот живот. Но, да се вратиме повторно на вашето прашање, не го заборавам. Значи, мешани се сигналите. Загрижува тоа што во стартот владата рударството го стави на пиедестал, како важна гранка. Загрижува тоа што сега во стратегијата, предлогот на стратегијата за рударство, која што беше предложена од претходната влада, практично нема голема разлика. Се продолжува со заклучокот дека Македонија треба да се развива како првенствено рударска земја и самата таа дефиниција иритира како екологисти. Понатаму загрижува тоа што иако беа внесени многу забелешки од двете наши писанија кои што ги доставивме како групи активисти до владата, бевме примени од министерката Сања Божиновска, имавме многу убав конструктивен разговор и ветување дека како активистички групи ќе бидеме вклучени во изработката и на стратегијата и на новите измени на Законот за минерални суровини што ги најави. Затоа јавноста ја известивме пред пола година, но бевме многу разочарани што конечната верзија на стратегијата за рударство, која што како предлог верзија, заедно и со стратегиска оценка беше презентирана на технолошки металуршки факултет, каде што сум поминала многу години, таму за жал видовме дека и покрај забелешките дека е опасно рударството, дека има стари рудници загадени, вака така 16 точки сето тоа, на крајот заклучокот е дека Македонија треба да се насочи кон рударството и да стане рударска земја. Така што во моментов сме во фаза на борба. Денеска, затоа реков, ги поднесуваме последните забелешки за таа стратегија за рударство и ќе се бориме и понатаму да се смени пристапот. Македонија не смее да биде дефинирана како рударска земја, нема можности, зашто вакви депонии, вакви отрови ќе има на секој чекор. Планирани се според мапата на стратегијата. Ја покажав на самата дискусија. Точка до точка на секој 10 километри е предвиден рудник. Што значи тоа? Што значи тоа? Дали исто така се заговара на некој начин дека пречел законот што јас го предложив и со 11 пратеници го поднесовме 2018-2019 со судни маки и перипети се изгласа во собрание, дека законот за забрана на цијаниди и сулфурна киселина ќе се поништува, зашто со тоа се отежнувале инвестициите и не биле доволно исплатливи на концесионерите за рудници. Тоа не смее да се случи. Тоа апсолутно не смее да се случи. Тоа е една од браните. Дополнително што и постојните 4 рудници со Боров дол 5, дека и тие рудници се уште користат по стари технологии. Мора затоа да се подигне нивото на законот за животна средина. Тоа го бараме сега во забелешките, за да мора концесионерите и сегашни сегашни концесионери мора да ги подигнат стандардите или да си одат. Ни престои битка сега, значи, против новата стратегија за рударство, бидејќи се планира отворање на секој 10 квадратни километри нов рудник. Така, на мапата така изгледа. И во заклучоците значи, така изгледа. Ова ќе остане по второстепено прашање, така решавање изгледа на старите еколошки точки. Спомнато е уште нешто. Спомнато е дека на местото на старите рудници ќе се прават браунфилд инвестиции со обновливи извори, но не се спомнува дека прво мора да се исчистат. Не можеш ти да насадиш ветерници и панели на отруено подрачје. Сме заглавени во вакви законски лавиринти, еден закон, нов закон, еден кој не е во корелација и со другиот. Законите дури не се најстрашни колку и законите кои се добри на хартија па не се почитуваат и не се спроведуваат. И сега за ова конкретно позади требаше да биде заградено да не се дозволува ветерот да го шири и да биде обезбедено, како обезбедено подрачје. Уште минатата година имаше и тендер за тоа и тоа не успеа. Не успеваме ниту да го заградиме, а не пак да го исчистиме. Трпевски со оглед на тоа што законот со децени постои закон за решавање на ова прашање, меѓутоа не се спроведува. Рековте тужби, кој може да тужи и кој треба да биде тужен? Република Македонија? Дали тоа значи повик дека граѓаните сите што се чувствуваат оштетили или на некој начин можат да поднесат тужба пред човековиот суд за човекови права? Судот за човекови права? За да се оди пред судот за човекови права, прво мора да се помине домашната националната постапка во Македонија. Кој би можел да тужи? Тоа е интересно прашање. Да, веројатно секој чие право е засегнато,
пак ќе кажам, ќе потенцирам правото на живот и правото на здравје е сериозно засегнато во овие ситуации. Секој чие право е засегнато би требало да биде во можност да тужи. Кај нас практиката не е баш таква во судовите и во нашите случаи кои ги споменав дека ги поведовме, нашите тужби беа отфрлени токму поради тие правни, не би рекол лавиринти, меѓутоа толкувањето на правото и применувањето на правото во праксата. Борбата е долга, борбата е нема да заврши веднаш, меѓутоа пак ќе речам, самото тоа што некој суд на повисоко ниво во Страсбург ги гледал овие прашања и утврдил дека државите се одговорни кога знаат и се информирани за ризиците, меѓутоа не превземаат доволно мерки, независно дали е тоа финанси причините или недостаток на квалитет или недостаток на знаење, државите се сепак виновни. Да, може да ни помогнат, меѓутоа со сила не може да не натераат сами да си го расчистиме ѓубрето. Поповска, за крај мораме да завршуваме. Не знам дали сугестивно или не, меѓутоа мене почна да ме гребе, да ме пече грлото, можеби. Да, и мене исто така. Дали е тоа, не знам, реакција на труењето со арсен? Можеби е За крај само, велите стратегијата за рударство онака како што изгледа опасна. Да. Што можеме да направиме? Борба и тоа мора да се интервенира и мора да се смени, мора едноставно да се свати дека рудници во Македонија практично нема место за нови рудници, освен на многу редуциран начин и со многу високи технологии. Никако со овие технологии со кои што се работи сега. И што е можно побрзо да ги штитиме контаминираните подрачја. Апсолутно. За да го зачуваме здравјето на граѓаните. Почитувани, тоа е се во ова издание. Поповска, Трпевски ви благодарам многу за учеството и за вашите размисли и анализи. Поздрав уште еднаш од Липковскиот крај и довидување утре во истиот термин.